Сигурно се сеќавате во мојот говор во парламентот при изборот на новата влада на 31 мај оваа година. Кажав дека заради временото ограничување во парламентот, посебно ќе се осврнам околу странските инвестиции и она што на тој план го оставивме на новата влада. Денес 3 месеци и 3 дена подоцна е добар период да го исполнам тоа моје јавно ветување. Она што беше направено во изминатите години од страна на владата на ВМРО и Коалицијата за подобра Македонија останува како трајно наследство за сегашните и идни генерации. Најголемиот проблем со кој се соочивме кога формиравме влада во 2006 година беше токму невработеноста. Процентот на невработеност од околу 38% кој што изнесуваше во време на СДС падна на историски најниски 22,9%. Значи од 38% на историски најниски 22,9% во време на нашето излегување од владата. Или 172.000 нови работни места, кои се отворија во време на нашето владење и се резултат на една макотрапна работа. Еден од главните столбови на нашата работа беше привлекувањето на странските инвестиции, кои стана една од најважните двигатели на економијата во Македонија. Едноставно, македонската економија мораше да расте побрзо, а тоа можеше да се реализира со прилив на свеж капитал, кои го имаат големите компании, кои инвестираат во производни погони или во услугите и сервисирањата. Во ниту еден момент не ги запоставивме домашните инвеститори. И сите можности кои ги нудевме на странските компании важеа и за македонските, за домашните компании во Македонија. Затоа велиме, нашата одлика е работа која носи подобро за граѓаните и за државата. Еве сега ќе кажам неколку конкретни резултати. До почетокот на оваа 2017 година имаме над 100 донесени странски компании кои функционираат во државата и кои вработуваат илјадници наши граѓани. Поголемиот дел од нив соработуваат со најмалку 500 домашни компании, од што тие македонски компании на годишно ниво имаат продажба на стоки и услуги кон новите странски компании во Македонија, некаде околу 55 милиони евра годишно. Средства кои во најголем дел остануваат на домашното стопанство. Со ова, домашните компании не само што стануваат посилни, туку се повеќе се охрабруваат да настапуваат и во регионални рамки. Ако можат во Македонија да се добавувачи, например, на британската мултинационална компанија Джонсон Мети, или на американските гиганти како што се Kemet Electronics или Delphi, или пак на германскиот бренд Маккарт, зошто не би биле добар добавувач на такви компании во регионот, а зошто не и пошироко? Во изминатите десетина години, владите на ВМРО ДПМН успеваа да привлечат директни странски инвестиции во висина од над 2 милиарди и 600 милиони евра. А благодарение на тие странски инвестиции, македонскиот извоз од 1 милиарда и 900 милиони евра е зголемен на над 4 милиарди евра. Некои домашни фабрики се изградија комплетно нови и од темел, само за да бидат добавувачи на некои од новите странски компании во земјата, како што е, например, компанијата Актива од Штип, како добавувач на белгискиот автобуски гигант Ван Хол. Токму Актива резервираше уште една локација, веднаш до сегашната, најавувајќи ја со тоа и намерата за уште една фабрика да биде изградена. Извозот на компаниите од зоните, извозот, во првите 4 месеци оваа година, значи само од зоните, изнесуваше 637 милиони евра, што значи, во споредба со истиот период лани, зголемено за 13%. Ако растот на извозот и натаму се движи во тие рамки, до крајот на годината, само од зоните, извозот ќе изнесува над 2 милиарди евра или за 300 милиони евра повеќе од колку минатата година. Само од зоните. Уделот на извозот, само на странските компании во зоните, не сметајќи ги оние надвор од нив,
како на пример Дракселмајер кај Кавадарци. Таа е надвор од зоните и таа не се смета во оваа пресметка. Тој удел во вкупниот извоз од земјата во 2016 година достигна неверојатни 40%. Значи 40% од извозот на македонските компании е само од компаниите кои што се сместени во зоните. А такви странски компании имаме и надвор од зоните. Да подсетам, во 2006 година немаше ниту една функционална технолошко-индустријска развојна зона. Отпочнавме на проект за развој на вкупно 14, сега има 8 целосно функционални зони, а останатите 6 се во изградба. Во 2007 започнавме со работа во првата технолошко-индустријска развојна зона, Скопје 1, со првата компанија, а денес само во зоните работат десетина илјади граѓани. Меѓу најголемите работодавачи стана компанијата од Германија Дракселмајер, која вработува во Кавадарци и од околината на Кавадарци 5860 граѓани. Понатаму, германската компанија Кромбет и Шуберт, која екзистира во зоната во Жабени и вработува речиси 3400 граѓани. Или Adient Sitting, или поранешната Johnson Controls во Штип, која вработува, таа го смени името затоа што го смени собственикот од Johnson Controls во Adient Sitting, која вработува 1800 граѓани. Adient во Струмица, која во моментов вработува 800 луѓе. Key Safety Systems во зоната во Кичево, која во моментот вработува 1200 луѓе. Гентерм во зоната во Прилеп, над 1000 вработени. Леар, компанија во Тетово, која има над 1000 вработени. Ванху, која во моментот има приближно 900 вработени. Джонсон Мети во Скопје, 742 вработени. И така натаму и повеќе други. Дел од компаниите, задоволни од поволните услови за инвестирање, се решија на отворање на нови, втори или трети фабрики. Например, американската компанија Amphenol, која има 3 фабрики во Кочани, имаат градба на нова 4-та фабрика. Вкупната бројка на вработени треба да достигне кај нив 2500 луѓе во сите 4 фабрики. Белгиската Ванхол започна со реализација на втората фабрика, инвестиција на дополнителни 15 милиони евра и уште 400 нови вработувања. Италијанската компанија Технохозе оваа година го комплетираше вториот инвестицијски проект во Македонија со дополнителни 11 милиони евра инвестиции и која предвидува дополнителни 150 работни места, 150 нови вработувања. Најавено изградба на нов трет производен капацитет со дополнителни 5 милиони евра инвестиција и над 100 нови работни места и повеќе други компании. И оваа година, и покрај тешката политичка криза и незината кулминација, имавме добар старт со 7 странски инвестиции кои треба да отворат потенцијал на над 4400 нови работни места. Значи, само во првите 5 месеци дојдоа или започнаа со градба 7 нови компании, која комплетно ќе работат, ќе вработуваат 4400 лица, односно 4400 нови работни места. Ќе ги набројам. Првата, започна со работа новата фабрика Лутекс, германска инвестиција за производство на индустријски и технички текстил во погоните на поранешната Нонча Камишова во Велес. Планот беше до крајот на годината да вработат 100 лица, со конечен план да се вработат вкупно 1000 луѓе од Велес и од околината. Втората почна во Скопје. Со работа започна компанија од Соединените Американски држави, која во Македонија ќе действува како New York Skopje Holding, која ќе се занимава со одгледување и производство на канабис за медицински цели. Планот е конечно да се вработат 200 нови лица. Ваков вид на фабрики ќе има уште во Македонија, бидејќи процедурата за дозвола започна уште најмалку 5 фабрики, откако донесовме соодветен закон и овозможивме и регулиравме ваков вид на производство. Третата, која што започна оваа година во првите 5 месеци, германската компанија Franz Kiel, која ќе произведува седишта за автобуската и железничката индустрија.
Таа објави дека ќе инвестира во Македонија и тоа во Желино, при што треба да вработи 250 луѓе. Оваа компанија треба да е добавувач на белгиската компанија која веќе инвестираше во Македонија и произведува автобуси, а тоа е компанијата Ван Хол. Во моментот почната е набавка на опремата за оваа фабрика, така што наскоро ќе почне и производството. Четврта е, која што започна со инвестиција, е турската компанија Чагатај Кабло за производство на кабли и електрични инсталации за автомобили како добавувач за Ван Хол, со што ќе се обезбедат 200 вработувања. Ова инвестиција беше најавена уште во декември минатата година, а градежните работи започнаа ова лето. Петата се објави дека е донесена одлука за инвестирање и е купена опрема за отворање на нова фабрика во сегментот на медицинската индустрија лоцирана меѓу Крушево и Кривогаштани. Компанијата е од Соединените Американски држави. Оваа фабрика веќе објави оглас за вработување и планира да стигне до 300 вработувања. Шеста, започна со работа во Струмица компанијата од автомобилската индустрија Adient или поранешен Johnson Controls, која ќе вработи вкупно, односно најмалку 1500 вработени, а веќе досега има вработено над 800 лица. Седмата, од првите 5 месеци, започна и градбата на фабриката на ВИК од Германија во зоната во Прилеп за производство на апарати за кујна. Компанија на која работевме цели 2 години и која ќе вработи 1000 невработени лица. Значи 7 крупни инвестиции за над 4400 вработувања само во првите 5 месеци во кои што функциониравме и како техничка влада и во мощне сложени политички услови. Почитувани присутни, над 3 месеци државата ја води владата на СДСМ. Резултатот на нови странски инвестиции е нула, како и бројот на отворени, односно новоотворени работни места, кои се резултат на вакви инвестиции. Загрижуваат неколку работи. Прво, на местото на поранешните министри, кои ги донесовме од врвни мултинационални компании од Америка и од Европа, се назначија министри кои немаат ниту 1% меѓународно искуство и знаење, како нивното во делот на привлекувањето и менаџирање со крупни странски компании, кои се барани на секаде во светот. На местото на Веле Самак, кој дипломираше на Јел и кој дојде од Microsoft од Сиетл, се постави Рами Смерко од Струга. На местото на Бил Павлески, кој дојде од Хјулит Пакард од Бостон, се постави Самка Ибримовски. На местото на Горан Мицковски, кој дојде од Лондон како соработник на Credit Suisse, се назначи Зорица Апостоловска, чиј највисок достиг преходно беше како членство во управниот одбор на Агенцијата за пензиски фондови на Република Македонија во првите години од како стана премиер. На местото на Джери Наумов од Чикаго дојде Зоран Шапович. Джери, кој е роден и израснат во Охајо и во Чикаго, наистина имаше потешкоти и со македонскиот јазик, но тоа не му пречеше да донесе десетина фабрики кои отворија многу нови работни места и усреќија многу семејства. Шапорич, колку што разбрав, е цврсто убеден дека со македонски јазик ги освои странските инвеститори. Конечно, и студентот од Харвард, Виктор Мизо, кој дојде од Макензи, Магна и General Electric, замена од позицијата директор на технолошко-индустријските развојни зони, а го замени Александар Младеновски, активист на шарената револуција и активист на невладина организација. На местото на Висар Фида, IT инженер од Државниот универзитет во Виена и долгогодишно вработен во Сименс, и тоа и во Австрија, и во Германија, и во Америка, и на далечниот, односно на Средниот Исток во Дубај, дојде Дарио Николовски, секретар на Општинскиот комитет на СДСМ во Гази Баба. Значи, министрите во владата, задолжени за привлекување инвестиции, се првиот многу загрижувачки сигнал. Второ, владата ги повлече сите 33 инвестицијски промотори од Европа,
од Америка и од Азија. Прогласувајќи ги како непотребни и прогласувајќи ги за трошок. Истите тие иницираа или донесоа голем број инвеститори и се покажаа за полн погодок во целата шема на привлекување на странски инвестиции. И беа сериозна мрежа, која делумно самата пронаоѓаше и носеше инвеститори, а делумно во соработка со министрите задолжени за инвестиции. Трето, се објави дека во иднина Македонија нема веќе да се рекламира на CNN и на други светски медиуми како инвестициска дестинација, бидејќи и тоа се прогласи за непотребен трошок. Да подсетам, дека неколку собственици или пак менаџери на компании јавно објавија дека токму меѓународните реклами биле првата информација за нив за Македонија, како инвестициска дестинација со мощни поволни услови. Такви изјави дадоа и председателот на Kemet Electronics од Америка при почетокот на градбата на нивната фабрика во Скопје. Даде таква изјава и собственикот на Technical Textile од Германија, кој изгради фабрика во Штип, и уште повеќе други. Четврто, владата објави дека во иднина секој инвеститор кој сака да дојде во Македонија и да даде субвенции, за тоа ќе може, но само доколку прифати услов дел од набавките да му бидат од Македонија, односно од македонски компании. Колку и да звучи ова убаво. За жал, ова, доколку се примени, ќе одврати многу инвеститори кои на вистина би можеле да дојдат и кои наместо во Македонија ќе заминат во некоја од конкурентните земји во регионот или пак некаде во Источна Европа, каде нема ваков вид на услов. Патем речено, секој инвеститор посакува да набавува од локален добавувач, доколку квалитетот е задоволителен, а цената конкурентна. Но не би се чувствувал комотно, ако тоа му е услов или закана. Ниту пак Македонија со се уште високиот број на невработени е во ситуација да поставува вакви услови, кои не случува дека ги поставува некоја друга земја во светот. Македонија е во ситуација да бара инвеститори, нам ни требаат и они инвеститори кои нема да ангажираат домашни компании како добавувачи, заради тоа што ќе отворат нови 200, 300, 500 или повеќе работни места и ќе вработат исто толку невработени лица, кои ако не најдат работа во Македонија, ќе мораат да заминат во некоја друга земја или да живеат во сиромаштија и да се натовар на државата преку програмите за социјална помош. Пето важно, би рекол згора на се, преку редица демагошки настапи, се гради една чудна атмосфера. Атмосфера дека странските инвеститори многу добиле во Македонија, премногу им се дало, или дека давале многу ниски плати и многу од нив биле за ниско квалификувана работна сила, а не баре сите невработени во Македонија се со високо образование или пак имаат завршено факултет, па потребни се само исклучиво високо технолошки компании. Нашата стратегија беше да привлекуваме и компании кои бараат високо квалификуван кадар, но и компании кои бараат ниско квалификуван кадар од проста причина што имаме многу такви и во моментот имаме многу такви невработени и се трудиме и за нив, за пониско квалификуваните да им понудиме работа, односно да најдеме некој да им понуди работа. Сите се наши граѓани и за сите треба да се грижиме, а не само за оние со високи квалификации. Шеста важна работа. Се најави и постепено зголемување на даноците. Она што министерот за финансии ја извести Светската банка во разговор со нивни представници, а исто така негови соработници ја известија јавноста, е дека новата влада во својот мандат планира освен воведување прогресивно даночно оданочување, да доведе, односно да направи и постепено зголемување на персоналниот данок, данокот на добивка и придонесите за здравствено и пензиско осигурување, што не е само лоша вест за странските, туку уште повеќе и за домашните инвеститори. Седмо, Народната банка на Република Македонија констатираше дека странските директни инвестиции во првото полугодие близу за 100 милиони евра се помали отколку истиот период лани,
Летово доживеавме и период, ова лето доживеавме и период на дезинвестирање, поточно време кога повеќе има одлив отколку прилив на странски инвестиции. Минатиот месец се објави информација на Државниот завод за статистика, од која се гледа пат на индустријското производство и пат на просечните плати во Македонија. Од повеќето објавени параметри се гледа дека влегуваме во период на стагнација на економијата и лоши резултати по речиси сите основи. Ова, освен како критика, очекувам да се свати и како рано предупредување на владата. Осмо и многу важно, владата на СДС донесе исклучително штетна одлука за декласифицирање и објавување на субвенциите кои се даваат на странските инвеститори во Република Македонија. Потек кој ќе влијае на потенцијалните инвеститори и нивните намери да дојдат во земјава да инвестираат. Тука сакам да се осванам на неколку моменти. Не е никаква тајна, ниту е незаконски тоа што Македонија, како и повеќето земји во светот, кои се борат за странски инвестиции, да дава субвенции по некаква основа. Тоа и досега не било тајна. Било согласно закон одобрен од Европската Унија, од Европската комисија. И истото даде огромни резултати во намалување на невработеноста. Со оваа нова одлука, владата ја руши конкурентноста на државата. Ја руши конкурентноста на државата во однос на други соседни и регионални држави, кои исто се надпреваруваат за инвестиции. Секоја земја прави напори и води преговори со инвеститорите во тој правец. Тоа го прават и Србија, и Бугарија, тоа го прави и Романија, Чешка, Унгарија, но и одредени држави, например во Соединетите Американски држави или пак некои други развиени земји, кога сакаат да привлечат голем работодавач. Компаниите кои доаѓаат не сакаат јавно објавување на нивните договори и приходи по основ на субвенции. А тоа не ја одговара ниту пак на државата. Прво затоа што се откриваат позициите пред другите земји конкуренти, бидејќи најчесто за еден инвеститор во процесот на одлука се надпреваруваат најмалку 5 до 6 држави, некогаш и 10 држави, со различни понуди кои најчесто не се објавуваат. Второ, затоа што секој нареден инвеститор ќе бара најмалку иста субвенција од оној кој добил најголема дотогаш, што не е добро, и ја става државата во подредена улога за време на преговорите. Понекогаш, кога конкуренцијата на земји за еден инвеститор е голема и силна, значи кога има голем број земји што конкурираат за една инвестиција, а неговата важност е огромна, субвенциите се поголеми, а некогаш може да се успее и со помали субвенции. Тоа е предмет на преговори. Во поретки случаи не успева да се привлечат, односно се успева, во некои случаи се успева да се привлечат и странски инвестиции без да им се дадат субвенции. Иако тоа е поретко, но сепак има и такви ситуации. Значи некогаш мора да има поголем број, повисоки субвенции, некогаш помали, некогаш се успева и без субвенции. И тоа е работа на преговори во кои што владините представници треба да имаат одврзани раци и да имаат доверба. Најавеното објавување, еден вид официјално објавен ценовник за државната помош, како и да го наречат тоа, во реалноста ќе резултира со многу загубени битки во однос на привлекување на компании од странство да отворат нови работни места во Македонија. Овие и многу други чекори отвораат прашања дали воопшто новата влада сака да привлече инвестиции, сака да привлече нови компании да отвораат нови работни места во Македонија. Ако до неодамна се прашував дали во новата влада знаат да привлекуваат странски инвеститори, сега се повеќе се прашувам дали всушност тие и тоа го сакаат. Дали можеби некому не му одговара нови фабрики кои нудат повисоки плати за да преземат дел од најдобрите од постоечките фирми. Или кои што ќе треба или да ги качат платите, или да ги загубат подобрите вработени. Тоа е и начин за генерално зголемување на платите на вработените во Македонија. Ваквата стагнација ја чини и доправа ќе ја чини државата и граѓаните. Странските инвестиции беа локомотива на македонската економија и стимулативен елемент на домашното стопанство
и на домашните компании кои соработуваат со овие странски инвестиции, односно инвеститори. Ваквото економско мртвило неминовно ќе доведе до опаѓање на општата економска активност, но и можност за бркање на постоечките инвеститори. Во услови кога во регионот, во Европа, но и во светот, далеку поразвиени земји се борат за секоја нова инвестиција, владата на СДСМ се откажува од таквата трка и излегува од конкуренција. Македонија е мала држава и потребно е силно придвижување нанапред. Затоа се потребни нови странски инвестиции. Невработеноста сериозно се намали, и тоа во тешко време на една светска и на една европска финансиска и економска криза, како и една домашна политичка криза. Но таа невработеност се уште е висока и потребно е многу работа за понатамошни успеси. Мојот тим за странски инвестиции, додека ВМРО ДПМН ја водеше државата, напорно работеше, а некогаш до самата одлука за инвестирање на една компанија се потребни повеќе години. Овој труд не смее да биде отфрлен и да пропадне, бидејќи се работи за идната екзистенција на многу граѓани и од тоа зависи развојот на македонската економија. Почитувани присутни, дозволете, како што најавив на 31. мај, на оваа пресконференција, да информирам што е она што во наследство е оставено на владата на СДСМ, како преговори во подлабока фаза со странски компании за нивно влегување во нови фабрики во Македонија, што е и главната цел на оваа пресконференција. Владиниот тим беше во комуникација со неколку стотици компании за нивно инвестирање во Македонија, но во сериозна и во многу длабока фаза на разговори бевме со речиси 60 компании, кои доколку не бидат попречени или на било кој начин одвратени, особено преку овие новини кои ги најави владата, и севкупно, со новиот однос и пристап, овие инвеститори ќе донесат потенцијално над 25.000 нови директни вработувања. Секако и голем број индиректни работни места. Заради професионален однос кон компаниите, нивните имиња нема да ги објавам. Ќе дадам само краток опис за нив. А се разбира, владините институции ги имаат имињата. Доколку не може да ги најдат, ние сме тука да им ги дадеме сите детали. Па така, една многу позната и многу мокна јапонска компанија, која потекнува од автомобилската индустрија, е заинтересирана за инвестирање во Куманово или Скопје, а крајната цел е да се вработат 1500 луѓе. Тимот на владата на ВМРО ДПМН одржа во минатото повеќе средби со компанијата. Реализирани се неколку нивни посети и преговори. Се очекува донесување на позитивна одлука за инвестирање до крајот на годината. Ова е важна инвестиција која не треба да биде пропуштена. Се работи за компанија од делот на автомобилската индустрија. Второ, американска компанија која е веќе присутна во држава, размислуваше да отвори уште една фабрика во Македонија, при што најголеми шанси имаше да биде реализирана во Скопје и да вработи нови 1500 вработени. Повторувам, 1500 вработени. Инвестицијата ќе чинеше 18 милиони евра. А она што како последна информација го имаме во последните 2 недели е дека проектот можно е да биде лоциран во друга држава. Трето, американска компанија од автомобилската индустрија која веќе инвестираше во Македонија, пројави интерес да инвестира во нов погон, каде на почеток ќе започнат со 500, а потоа со комплетирањето ќе вработат вкупно 3000 луѓе. Тие има интерес за изнемување на постоечки објект за започнување со производство на електрични и мрежни инсталации за автомобилската индустрија и подосна изградба на нов објект во технолошко-индустријската развојна зона. Четврто, северноамериканска компанија за производство на менувачи беше заинтересирана да инвестира во свој капацитет во Скопје, при што ќе се вработат 1000 луѓе. Поради актуелните политички случувања,
плановите за инвестирање беа ставени во мерување. Од компанијата најавува дека за проектот ќе се одлучува наредната година. Задача на владата на СДСМ е да ги реактуализира разговорите со компанијата, кои што се замрени веќе над 3 месеци. Понатаму, пето. Една американска компанија од автомобилската индустрија, која веќе инвестираше во зона во југозападна Македонија и е моментално голем вработувач, одлучи да отпочне со своја втора инвестиција, односно да се дислоцира од постоечко производство во друга држава, токму во Република Македонија, и да обезбеди во прва фаза 100 нови работни места, а до крајната фаза, откако ќе помине тест производството, да стигне до 800 нови вработувања директни. Градежните работи таму се во тек, а планираат почеток на работа во септември или октомври 2017 година, веднаш до сегашната нивна фабрика во Македонија. Шесто. Една американска компанија која од пазарот со телекомуникацијски услуги имаше план за инвестирање, при што донесе интерна одлука за такво нешто. Инвестицијата требаше да биде во Скопје и да вработи 500 луѓе, но поради политичката криза и изгубените контакти со новата влада, таа ова лето беше откажана. Седмо. Една постоечка северноевропска компанија, која веќе инвестираше во Скопје и од автомобилската индустрија, ги разгледуваше можностите за инвестирање и избор на нова локација во технолошко-индустријските развојни зони надвор од Скопје, каде ќе вработеше нови 400 луѓе. Нема никаков напредок. Осмо. Компанија од Северна Америка за производство на компоненти за автомобилската индустрија. Беше пред финална одлука за инвестирање во Македонија, која беше одбрана за потенцијално место за инвестирање во конкуренција со две други европски држави. Одлуката требаше да биде донесена ова есен, а ќе обезбеди 300 нови вработувања во зоната надвор од Скопје. Инвестицијата ќе значеше 10 до 15 милиони долари. За жал, нема никаква новост што се однесува на оваа инвестиција. Девето, турска компанија, која се занимава со производство на кабли и електрични инсталации, потврди дека ќе инвестира во државата. Резервирана беше парцела во зоната во Скопје, планот беше да обезбеди 300 нови вработувања. Планирано беше почетокот на градба да биде во текот на ова лето, а незиното завршување да биде во 2018 година. До сега, за жал, нема ништо ново и инвестицијата е закочена. Десето. Компанија од автомобилската индустрија од Соединените Американски држави, која веќе инвестира во Македонија, размислуваше за проширување на постојната инвестиција и да обезбеди 250 нови работни места во Скопје. Разговорите се препуштени на новата влада на СДС и брзо се очекува конечна одлука. 11. Една компанија од Америка, од технолошката индустрија, сакаше да инвестира во отворање на технички центар во една од скопските зони. Да вработи 200 луѓе, високо квалификуван технички кадар, главно инженери. Организирани се 3 посети на државата и беа пред финална одлука за инвестирање. Немаме натамошни информации. 12. Една словенечка компанија од керамичката индустрија е заинтересирана за инвестирање во Скопје или град во истокот, главно за Кратово. Пред летото се вршеше избор на браунфилд локација, а беше и обезбедена опрема. Требаше да обезбеди 100 нови вработувања. Потребен е ангажман од владата за реализација на оваа инвестиција. 13. Компанија од Соединените Американски држави со седиште во Белгија, со која бевме во подолги разговори, преходно ни потврди намера да инвестира во Македонија во погон за делови за камиони, автобуси и патнички возила, системи за кочење, стабилизација на автоматско менување и така натаму, и која има планови да вработи околу 500 лица во Скопје и да инвестира над 26 милиони долари. Компанијата побара средба со новата влада, со цел да ја оцени можноста за соработка со неја. До сега немаат одговор. 14. Компанија од Јужна Европа,
која има мешовит капитал и од автомобилската индустрија, а се занимава со производство на алуминиумски лиени делови, блокови за мотор, блокови за менувачи, шасија и така натаму, беше во финална фаза на носење на одлука за потенцијално инвестирање во зоните во Штип или во Скопје. При тоа, планираа да вработат 350 лица и да инвестираат 40 милиони евра во Македонија. Тимот за привлекување на инвестиции одржа повеќе состаноци, при што се чекаше финална одлука на менаџментот на компанијата. Се надеваме дека ќе се реализира оваа компанија и тоа во голема мера ќе зависи од односот на новата влада. 15-та компанија од Германија, која се занимава со производство на компоненти за шасија за автомобили, исто така е во финална фаза на носење одлука за инвестиции во Гринфилд погон во Скопје, обезбедувајќи најмалку 500 вработувања со тенденција оваа бројка да расте во зависност на реализацијата на инвестицијата. Финалната одлука се очекува до крајот на 2017 година. Потребна е посветена работа. 16. Бевме во посериозна фаза на разговори со компанија од Турција, која се занимава со производство на автомобилски компоненти за осовини, воздушни компресори и така натаму. Планот беше во втората половина на годинава, по направените анализи, да преземе на тамошни чекори околу потенцијална инвестиција која би чинела нови 350 вработувања во технолошко-индустријската развојна зона Скопје, а висината би изнесувала над 17 милиони евра. 17. Бевме во напредна фаза на преговори и со уште една италијанска компанија од областа на индустријата за аудио компоненти, звучници и антени. Се уште не беше одлучено во кој град би се лоцирала оваа компанија. И оваа инвестиција би донела нови 150 вработени. Компанијата е во финална фаза на анализи. Државава ја имаат ставено на приоритетна листа за инвестирање и се очекува одлука до крајот на 2017 година. Потребни се интензивни разговори, кои во моментот, за жал, според нашите информации, не се случуваат. 18-та компанија. Бевме во напредна фаза и со водечка германска компанија, светски гигант во автомобилската индустрија, производител на системи за управување, преносни системи, системи за кочење, шаси, електроника за автомобили, камиони и автобуси, која што по 4 години диалог и контакти потврди дека Република Македонија е на кусата листа за инвестиции во производствен погон. Почнаа со над 10 компании, сега се на 2 до 3. Почнаа од над 10 држави, сега се на 2 до 3 држави, во кои што и Македонија. Планираа посета во третиот квартал на 2017 година. Ова инвестиција би значила 500 вработувања во Гринфилд, во нова фабрика, за кој што се уште не е одлучено каде ќе го градат. Инвестицијата би можела да достигне до 40 милиони евра. 19. Бевме во преговори со уште една германска компанија од автомобилската индустрија, производител на галванизирани компоненти за автомобилската индустрија, каде исто така бевме на кратката листа и каде што Република Македонија беше една од можните 2-3 локации за инвестирање. Потенцијални градови каде што постоеше интерес да се реализира инвестицијата беа Охрид, Штип и Скопје. Нивниот план опфаќа 200 нови вработувања со можност таа бројка да се искачи до 300 вработувања. Потребен е интензивен пристап од владата. 20 и 21 во напредна фаза беа и проекти со уште 2 европски компании од автомобилската и аудиоиндустријата. Германска компанија, производител на метални туби и пластични компоненти за автомобили, и италијанска компанија, производител на аудиоопрема. И за двете компании Македонија е на кратката листа на локации за нивни инвестиции. Двете компании се заинтересирани за Гринфилд инвестиции, значи нова градба на фабрика, и се уште немаат одредено градови каде би инвестирале, но поручија неколку локации. Двете компании би вработиле вкупно 450 лица, и тоа 250 првата, 200 втората. Италијанската компанија би инвестирала до 12 милиони евра, а германската околу 10 милиони евра. 22. Во Пелагонискиот регион
една германска компанија која има неформална одлука за градба на втор капацитет, задоволни од условите за инвестирање, сакаа да го прошират производството со најмалку 150 нови вработувања. 23. Само кусо да нотирам дека една компанија која донесе одлука да гради и веќе инвестира во Македонија со финална бројка од 1000 вработувања, имаат закупено и втора парцела во истата зона, каде инвестираат со можност за градба во втор капацитет, кој доколку се изгради. Целокупната инвестиција во двата капацитета би имала 3000 нови вработувања. Потребен е севкупен ангажман од владата за да се реализираат плановите на оваа компанија и се разбира новите вработувања. 24. Една високообразовна институција од друга држава е заинтересирана да отвори приватен универзитет во Скопје. Специјалност ке се медицинските науки, а во моментот се бара локација. Ова е инвестиција во високо образование и ќе обезбеди 30 вработувања на високо стручен кадар. Според планот, целта на универзитетот е да биде меѓународен и атрактивен за над 1000 интернационални студенти, со оглед дека ќе се настојува да се овозможи практична настава во медицински установи во Соединетите Американски држави. Значи, практичната настава ќе биде овозможено да се обавува во медицински установи во Соединетите Американски држави. Во финална фаза предвидено е да има 50 до 60 вработени за потребите на оваа високо образовна институција, на овој универзитет. 25. Во посериозна фаза на разговори бевме со компанија од Турција која е заинтересирана за инвестиции во земјоделското производство со првични 30 вработувања, но и со најмалку 100 сезонски работници. Во моментот се бара локација за обезбедување на земјиште. Фирма беше веќе регистрирана пред 3 месеци, а најповолни локации се оценуваат Велес и Кочани. 26. Во преговори бевме и со една германска компанија од електронската индустрија која се занимава со производство на проводници и полупроводници и која сака да отвори фабрика во Штип или во Скопје. Компанијата размислува за локација од околу 10.000 метри квадратни за производствен погон со околу 600 вработени, со можност да таа бројка порасне и до 1000 вработени на подолг период. Беше побаран простор за дополнителни анализи, време за дополнителни анализи на компанијата, пошто до крајот на годината треба да донесат финална одлука. Колку владата ќе биде активна во тој дел и во толку ќе зависи дали оваа компанија дефинитивно ќе ја одбере Македонија и ќе инвестира во Македонија. 27. Бевме во разговори со британска компанија која се занимава со производство на висока технологија од работничката индустрија и автоматизирани машини, индустрија и автоматизирани машини, која планираше да инвестира во Македонија. Тие веќе имаат избрано консултантска куќа од Скопје за проучување на нормативните правила и процесот на отворање на фирма. Ова инвестиција треба да стигне до 70 вработувања на високо стручен и образовен кадар. 28. Компанија од биотехнолошката индустрија со потекло од скандинавскиот регион беше заинтересирана да отвори фабрика за производство на ензими, посебен вид додатоци, кои се користат во повеќе видови индустрии, како што се хемиската, фармацевската и прехрамбената индустрија. Се чекаше финална одлука на бордот на директори, а најавите беа дека ќе има позитивен исход од тоа. Ова обезбедуваше 150 нови вработувања во прва фаза, а потоа таа бројка ќе дојдеше до 220 вработувања. До сега нема позитивен резултат, ниту прогрес во реализација на оваа инвестиција. 29. Компанија од Јапонија, од хотелиерскиот бизнис, со поголем ланец на хотели на почетокот на годината, донесе одлука за градба на хотелски капацитет во Скопје, откако разгледаа неколку локации. Инвестицијата е од 10 милиони евра и 100 нови вработувања. Се чека чиста локација за почеток на градба и заинтересирана и посветена влада. 30. Со една американска компанија од областа на спа и геотермалниот туризам беше потпишан меморандум за разбирање.
беше потпишан меморандум за разбирање. Нивната намера беше изградба на спа центри во централна и југозападна Македонија и 100 нови вработувања. Се работи за комплексна и според сумата позамашна инвестиција која би достигнала според нивните кажувања и до 100 милиони евра. Се тоа бара силен понатамошен ангажман. За жал, она што го знаеме како повратна информација е дека тие не се во комуникација не се искомуницирани од новата влада и дека немаат комуникација со новата влада. 31. Во разговори бевме со една британска компанија од областа на автомобилската индустрија која имаше за план да вработи 500 лица во крајна фаза, а би започнале во прва фаза со 150, а потоа би дошле до 300 и би финиширале со 500 вработувања. Се разгледуваа повеќе можни локации за инвестицијата. Инвестицијата тежи 30 милиони фунти. Она што остана да се доврши, да се дозаврши, беше токму финализирањето на одлуката и нејзино официализирање. 32. Турска компанија сакаше да инвестира во отворање на погон за производство на земјоделска механизација во Битолскиот регион. Ова инвестиција ќе овозможеше 110 нови вработувања. Во првата фаза 50 вработувања, за да достигне до 110 вработувања. За таа цел беше купено земјиште и компанијата доби имотен лист. Треба да се почне со градба во август или септември според преходните најави. 33. Во напредна фаза на разговори бевме со словенешка компанија која сакаше да отвори производство на спортска опрема, при што ќе обезбеди 100 нови вработувања. Планот беше да биде лоцирана во североисточна Македонија, а до крајот на годината да купат објект каде ќе лоцираат својата опрема за производство. Тие за оваа намена веќе формираа своја нова фирма. 34 и 35. Во преговори бевме и со американски компании, од кои едната беше заинтересирана за отварање на капацитет со 300 вработувања за производство на електрични кабли во првата фаза, а по реализацијата на втората фаза да достигне до 700 вработувања, а другата за производство на медицински канабис, за која цел и е купено земјоделското земјиште во општина Кривогаштани со површина од 2 хектари и 300 нови вработувања. 36. Се реализира втор погон, кој е во фаза на градба од инвестицијата на компанијата Капкон за производство на воздушни перничиња и треба да обезбедат 150 нови вработувања во фабриката во Скопје. Се надеваме дека ова успешно ќе се заврши. 37. Словачка компанија со која се потпиша меморандум за изградба на фабрика за производство на пелети и брикети во Македонија. До крајот на годината се очекува да започне да гради гринфилд објект во Велес и да обезбедат 500 вработувања, инвестиција вредна 20 милиони евра. Потребно е силно менаџирање од владата, ако сакаме ова да се оствари. 38. Исто така. Значено е да се напомене дека американската компанија која веќе отвори свој погони во град во Источна Македонија планира да ги изголеми капацитетите за 2 нови дивизии во рамки на еден нов објект кој би требало да започне со градба оваа сезона, односно оваа година, за производство на кабли за специјални возила, со што би се отвориле дополнителни 500 нови работни места. Во моментов, оваа компанија има 5 погони и над 1700 вработени, а до крајот на 2017 година е планирано вработување на уште 200 лица. Но она што е потребно за да ова се реализира е силен ангажман од владата и секојдневна комуникација за да се стигне до посакуваната цел. 39. Во разговори бевме со словачка компанија која се занимава со производство за опрема за ладење и има интерес за отворање на фабрика за производство на развадни уреди, соларни развадни уреди, витрини за пијалоци и тоа да биде сместено во Радовиш. Ова инвестиција би значила нови 300 вработувања и би се одвивала во 2 фази. Првата фаза 10 милиони евра и втората фаза 20 милиони евра. Првата фаза би значила 150 вработувања, а со втората фаза би се постигнале вкупно 300 вработувања. 40. Во сериозни преговори бевме со уште една огромна мултинационална компанија која се занимава со производство на трактори и земјоделска механизација. Се работи за една од најголемите мултинационални компании во светот во областа на производство на трактори и земјоделска механизација.
со чии представници имавме повеќе средби, вклучувајќи и мојата средба со претседателот на компанијата во државата во која што е стационирана. Тие пројавија интерес за инвестирање во Гринфилд, значи нова фабрика, во Куманово, со што ќе се обезбедеа нови за почеток 300 вработувања. Освен вработувањата, што ќе е корисно, е фактот што инвестицијата ќе значеше по-пристапна и поевтина земјоделска механизација и трактори за македонските земјоделци. Она што го имам како повратна информација е дека по смената на владите, практично оваа компанија воопшто не е комуницирана од владата на СДСМ. 41. Меѓународна компанија за индустријска и автомобилска електроника со годишен обрат на 800 милиони долари и фабрики во поширокиот регион беше заинтересирана за инвестиција од 26 милиони евра и 1500 нови работни места, со експанзија во 3 фази. Македонија е избрана од регионот како најповолна дестинација за инвестирање и за оваа цел потребно е продолжување на понатамошна комуникација за конечна одлука. Одлична можност што не смее да се пропушти. 42. После 2 години макотрпни преговори, една италијанска компанија од сферата на земјоделското производство одлучи да инвестира во Македонија, поточно во Радовиш. За таа цел основаше македонска компанија. Според планот ќе се постигне инвестиција на која што ќе преходно подигнување плантажа на 180 хектари со лешников насад. Рок на отпочнување на активностите е септември 2017 година. Компанијата планира да применува најсовремени агротехнички мерки при подготовка и воспоставување на плантажата. Целосно воспоставување на плантажата се планира да заврши во 2 сезони. Ова инвестиција ќе значи сигурни 30 вработувања и нови 100 сезонски вработувања. 43. Компанија од Централна Европа, која се занимава со производство на електрични автобуси и трактори. Значи електрични автобуси и трактори и земјоделска механизација. Беше заинтересирана да инвестира првично во Браунфилд објект, значи постоечки објект, па потоа да изгради Гринфилд објект, што значи нов објект, во економската зона во Штип. Има донесено интерна одлука за инвестирање и се чекаше нејзино официализирање. Планот е да вработат 250 лица на површина од 5 хектари, а веќе еден нивни добавувач работи во зона во Централна Македонија. Она што сме информирани е дека требаше во месец август менаџментот да ја посети државата и да соопшти конечна одлука. За позитивна одлука се уште, за жал, нема никаков сигнал. 44. Турска компанија за дизајн и производство на лагери за автомобилската индустрија има интерес за отворање фабрика за производство на лагери во Тир Скопје 2. Инвестицијата би се реализирала во 2 фази и би се вработиле во целосната реализација на фазите 500 вкупно 500 вработени. Инвестицијата би чинела 50 милиони долари. Последната посета што имаше компанијата, главниот менеджмент на компанијата, беше некаде крајот на мај или почетокот на јуни. Доставен е детален финансиски план од страна на компанијата, а она што треба да следи е носење на финална одлука за инвестиција. 45. Друга турска компанија за производство на навлаки за седишта во автомобилската индустрија. Има интерес и водевме долги разговори за отворање нова фабрика во Источна Македонија со 500 вработени и извоз на ЕУ пазарите, значи на пазарите на Европската унија. Направена е првична компаративна анализа и следуваа неколку средби и разговори, пошто не информираа дека истите ќе продолжат откако ќе се формира владата со цел потврда на инвестицијата и потпишување на договор за државна помош. 46. Се водеа разговори со белгиска компанија за градба на соларен парк во Македонија, за што е донесена интерна одлука за инвестирање во Тирс Тетово. Инвестицијата ќе биде поделена во 2 фази, со вкупен капитал од 4 милиони евра и вработување на над 50 лица. Требаше во јули и август да се потпише договор за градба. 47. Компанија од Шкотска беше заинтересирана да отвори фабрика за производство на компоненти од автомобилската индустрија, со што ќе обезбедат 100 нови вработувања.
Тие сакаат да инвестираат во зоната во Радовиш, а да започнат со браунфилд објект во населеното место Илинден, односно во општина Илинден. Препорачувам многу сериозно владата на СДСМ да се посвети кон реализација на оваа инвестиција, пред да биде уште една пропуштена шанса. 48. Европска, поточно белгиска, иновативна компанија, која започнава со производство на биодетергенти. Има интерес за проширување на производството и има донесена одлука за лоцирање на следниот погон за производство и полнење на биодетергенти во Република Македонија со вработување за почеток на 30 лица. За време на последната посета во Македонија, на почеток на летото, регистрираа компанија во Македонија и донесоа одлука за отворање на погон во Тирстетово. Следно е да остварат посета и да се потпише договор за конкретна парцела и да се отпочне со градба. 49. Фармацевска европска компанија беше заинтересирана за производство на медицинска опрема, цевки, игли, катетри и така натаму. Ова инвестиција ќе значи 200 нови вработувања на локација во една од зоните во Скопје или пак во Радовиш, се двумеа помеѓу Скопје и Радовиш. Требаше се потпише преддоговор, пошто ќе започнеше и фазата на градба на објектот на почетокот со работа најкасно до јануари 2018 година. За жал, и овде нема никаков напредок од новата влада. 50. Фармацевска европска компанија беше заинтересирана за производство на медицинска опрема. Односно, се извинувам, таа спомнав. 50. Европска компанија која се занимава со обработка на отпад пројави интерес да инвестира во погон во општина Илинден или во Кочани. Значи, или во Илинден, или во општина Кочани. Со што ќе обезбедат 70 вработувања и ќе инвестираат 2 милиони евра. Контактите се прекинати поради неангажирањето на економските промотори од страна на владата, поточно заради повлекувањето на економските промотори од страна на владата. 51. Американска компанија од металопреработувачката индустрија беше во преговори со еден од промоторите да инвестира во Македонија, со што ќе се обезбедеа до 400 вработувања и ќе се инвестира 20 милиони долари. Македонија е во финална трка за избор на најполна дестинација за инвестирање во конкуренција со други 3 држави. Менеджментот на компанијата доаѓа во посета на државата во октомври. Потребен е голем ангажман за да донесат финалната одлука токму тука да инвестираат. Одиме понатаму. 52. Друга американска компанија од автомобилската индустрија е заинтересирана за отворање на фабрика во Скопје со која ќе се вработат нови 400 луѓе. А менеджментот на компанијата сака да дојде во држава овој месец, во септември. Доколку се биде како што треба, градбата би почнала до крајот на годинава, а отворањето би било наредната. Потребен е силен ангажман на владата. 53. Турска текстилна компанија од кожарската индустрија е заинтересирана да отвори капацитет во држава во град за кој дополнително ќе биде одвучено, со што ќе обезбеди 100 вработувања, а вкупната инвестиција би била 20 милиони евра, односно 55 и 56. Во посериозна фаза на разговори бевме и со 2 турски компании кои беа заинтересирани да инвестираат во Македонија. Првата за производство на технички текстил, која планираше 200 нови вработувања во Тетово. Другата компанија е за производство на текстил за мебел и заинтересирани за браунфилд инвестиции. Објект кој ќе го адаптира за своите потреби и ќе значеше 100 вработени. Разговорите со македонските представници беа при крај и се очекуваше успешна завршница. Понатаму. Друга турска компанија за обработка на пластичен отпад е заинтересирана да инвестира во некоја од индустријските зони на општините во отворање на погон, инвестиција која што ќе биде значена и која што ќе обезбеди 40 нови вработувања. Постојат уште многу вакви инвестиции, но почитувани ова се многу компании. Ги има и повеќе. Веројатно да останеше владата на ВМРО во меѓувреме дел од овие компании ќе беа започнати,
а сигурно уште 10 или 20 нови ќе се најдеа на овој список на инвестиции во подвабока фаза на преговарање и договарање. Потребна е работа и посветеност. Најголема загуба ќе биде за граѓаните и државата, доколку вложениот труд не биде надограден и продолжен. Државата нема време за губење, а реализацијата на овие инвестиции ќе значи најмалку дуплирање на досегашната заработка на многу домашни компании и зголемување на извозот на државата, што значи повеќе пари во буџетот. Новата влада, согласно распределбата на ресори, видливо го има занемарено сегментот на странски инвестиции. Јас во овој момент не препознавам тим кој може, ниту пак кој сака да направи значителен ичекор напред, што не е добро за државата. Апелирам овие инвестиции и овие разговори околу нив да се завршат. Секоја успешна инвестиција значи нова надеж и сигурна иднина за многу граѓани. Ова е концепт кој е граден со години и кој даде резултати. Тоа е работа која носи подобро и не треба да се напушти поради политичка малициозност и тесноградост. Штетите кои би се направиле би биле несогледливи за македонската економија. Ви благодарам.